Добро утро, почитувани гледачи. Денеска го одбележуваме светскиот ден на оралното здравје. Зошто е важно оралното здравје, колку често треба да одиме на стоматолог, зошто треба да го правиме тоа, зошто треба да го прават и децата, но и повозрастните, ќе дознаеме во продолжение од доктор Цвете Павловски, кој што е орален хирург. Доктор Цвете, добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. По самата најава кажав дека го одбележуваме светскиот ден на оралното здравје, но тоа не значи дека треба само денеска да зборуваме за важноста на оралното здравје, туку тоа треба да го правиме постојано. Но ајде како прво прашање нека биде колкава е важноста од тоа да се грижиме за своите заби уште од најрана возраст, па сето тоа да премине како навика кога ќе бидеме повозрасни. Добро прашање. Пред себе рекол дека оралното здравје е дел од целокупното здравје на човековиот организам. И тоа е еден систем, ако биде нарушен, тогаш со една единка од целокупното здравје, тогаш се пореметува целиот тој систем. Битно е родителите да имаат главна улога во образованието, односно стварањето на таа орална хигиена и култура кај децата уште од малите носи. Уште од појавата на првото запче треба да се грижиме за тоа запче, треба да се мие, да се чисти, и многу битно не е само мијањето заби, туку и самиот начин на исхрана. Внесувањето на големото количество на шекери преку различни форми на чоколада, гумени бонбони, газирани пијалоци исто така го нарушуваат оралното здравје во самата уста и на забните запчи. Така. Убаво кажавте што од најрана возраст дека треба да се стекнат тие навики, четкањето забите, правилното четкање на заби, колку е и тоа важно, бидејќи има можеби некои возрастни кои што за жал се уште неправилно ги четкаат. Па пред се користат поготово возрастните електрични четки, одма првиот многу е битно да не ги користат самите деца електрични четки, затоа што треба да научат прво како правилно да ги мијат забите 3 до 5 минути, самите движења кои што треба да ги употребат при миење со четката, затоа што злоупотребата на електрични четки кај малите деца е многу лоша, мислејќи дека тие сами ги мијат запчињата, но не е така. Прво правилно се научи да се мијат запчињата, потоа како поклон како награда се купуваат електрични четки кои што се од голем бенефит кај возрастните луѓе, односно возрастните пациенти, ако знаат како и нив правилно да ги користат. Така. За кариес сите сме слушнале, но верувам дека има и други, ајде да ги кажам, болести на забите кои што се појавуваат во текот на животот. Што е она најчесто што вие го гледате кај пациентите и кога е правилно време да се дојде на стоматолог за да не биде предоцна и да мора да се вади некој заб? Па видете, има кај нас една изрека, превенцијата е најдобриот третман. Значи, редовната контрола на 4 до 6 месеци спречува многу појава на поголеми компликации во смисол на оралното здравје, кога зборуваме за орално здравје. И затоа треба кога доаѓа пациентот на 4 до 6 месеци, самиот доктор прави евалуација на оралното здравје на сите запчиња, ги прегледува и утврдува доколку е мал кариес, почетен кариес го решава многу полесно, но доколку не дојде на редовна контрола пациентот во тој временски период, тогаш настануваат поголеми компликации. Се зголемо количеството на кариес во устата се доаѓа до нервот, забот дали може да се спаси или не, се вади забот, после тоа повлекува потешки интервенции за надокнадување на тие заби. Така. Вела дека во последниве години некако многу повеќе деца за разлика од порано носат протези, дека забите не толку правилно им растат како некогаш што било. Дали е вистина дека е така и на што тоа се должи? Па наречете го како моден тренд, но тоа е добро сега дечињата барем можеме да ги натераме да носат мобилни протези уште од најрани нози, затоа што лошите навики кај децата да ги прават запчињата да бидат искривени, развој на самите вилици да бидат неправилни, затоа начинот на исхрана, видот на исхраната што ја јадеме не е иста како порано, така да сите тие фактори влијаат за процесот на поставување на мобилни апаратчиња кај самите дечиња, но добро е што децата ги прифаќаат како еден вид моден тренд, така да тоа не е олеснителен фактор за да може да ги исправиме самите запчиња на деца. Така. Верувам дека има многу пациенти помлади, повозрастни кои што имаат страф од заболекар и не можат да го искоренат тоа. Како вие во вашата ординација се справувате со тоа, на каков начин и дали има некоја случка која што сте ја запаметиле и сакате да ја споделите? Апсолутно, значи кога зборуваме за третман на деца, многу е битно исто така родителите првиот третман, односно првата постава да биде без болка, да се запознаат со самата атмосфера, со нивниот терапевт, стоматолог, со стоматолошкиот стол и инструменти. Но сепак тоа не е секогаш така лесно и едноставно. Еве на пример имавме една ситуација каде што еден пациент од фобија мораше да вика, на цел глас да вика, затворен таму во посебна просторија, вика доктор да ви кажам јас викам, вика знам дека
не е убаво. Правев интервенција што правев, викаше пациентот, излагам овде и гледам сите ме зачудено ме гледаат мене како што викам ако не сте умни нареден пат, викам и вие не сам во таа соба кај што викаат сите. Фобијата е стекната уште од мали нозе, така да ние работиме напорно со самите пациенти, дали се деца или возрастни, да побиеме таа фобија, да ги натераме да седнат на стол, да знаат дека постои подруги начини на пристап и лекување и третман на зъбите, така да само со работа и трпение од стоматологот и од пациентот може да дојде до резултат да се поправат самите зъби. Така. И за крај уште еднаш да потсетиме колку е важно да имаме здрави зъби, затоа што како велат, здравието ни влегува преку устата. Здрава храна, но ако таа истата не биде убаво изџвакана со здрави зъби, тогаш може да направиме проблеми во другите органи во телото. Па така, убавите зъби не се само слика, треба да имаме и здрави зъби, здраво непце, здрава уста за да бидеме целосно здрави ние. Така да препорачувам редовна контрола на пациентите од 4 до 6 месеци кај стоматологот, да внимаваат во исхраната и нормално да ги мијат зъбите 2 пати најмалку дневно. Ви благодарам, докторе, многу. Се надевам дека ќе ги послушаме сите заедно овие ваши препораки. Благодарам и на вас што дојдовте. Ви благодарам, драги гледачи. Останете понатаму со програмата на Канал 5.